Цивил медија. Што мислите во врска со предлог буџетот на владата? Па што знам, дали е нека намешталка или пари за сваког има, за сваки случај су потребни. Ама дали су правилно испораспореđени, тоа зна само они. Ми не можеме тоа ништо да утичеме. Шта можеме да радиме? Треба пари и за пензионери, треба и за плате, и за професионалци, и све, ама се задолжуваме се више и више, а не радиме ништо. Биće bolje, надамо се. Мислам дека е преголем за нашава индустрија, за нашето стопанство. Тоа не може да го поднесе. Не знам како мислат, од кај мислат да ги обезбедат тие средства. Најверојатно пак ќе се задолжуваме. Кредити. Не е добро. Може би ќе се почувствува малку подобро за граѓаните, меѓутоа тоа е на краток рок. Па премногу е. Мислам дека е многу. Но таму вела дека ќе ги зголемат пензиите, платата за земјоделците. Да, ама тие пари некој треба да ги врача. Тие кога? Тогаш некој треба да ги врача. Значи, ти имаме повторно жртвување на генерации за да се врати тој долг. Значи, ние не одиме напред, него со тоа назад се врачаме. Оно што е најбитно, мислам по мене, од каде се тие пари? Стопанството ги дава тие пари. Ние немаме така стопанство. Се позајмици од меѓународната банка, нели? И кој ќе ги плаќа тие пари? Пак народот. Ма така било секогаш. Од сегаш, ама зошто толку, сега мегаломански колку е 4 милиарди или колку беше там, тоа. Тоа никогаш не беше, претходно да речеме 2 милиарди, 3 прифатливи се, али ово од каде кога немаме ние стопанство? И не само тоа, треба да се градат други што беа патиштата и така натаму, тие исто со позајмени пари, не од стопанството. Тука е проблемот. Нека кажат од каде се парите. И тоа ќе да видиме, да размислиме за кого ќе гласува. Тоа е суштината. А тука кажуват дека ќе ги покачат пензите, платите ќе ги покачуват, али од каде? Од со позајмени пари, тоа е покачување. Чим немаме стопанство, немаме ние ништо. Многу добар е. Ќе ги затвори сите дупки. Пензиите ќе се покачат, платите. Добро измислено. Само да не се крадат. Цивил медија.